Здраво на сите и добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени во нашето студио. Секако чекаат мој знак кога да ги повикам да ми се придружат тука. Како и секогаш, така и денеска, прво ќе ги повикам да дојдат и да ми се придружат тука на главната сцена победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Слободан и Ѓорги. Повелете. Чекај да ве видам. Повели, Слободан, не, да ме видам вака со пари во джеб како е. Добре, ви дојдовте уште еднаш во мирен пат. Мило ми и овој викенд што те гледаме. Така е, исто и мене. Веќе колку 2-3 викенда се Втор викенд. Втор викенд, да. Како и да 3 емисии, се тоа знаеме сигурно. Ки имате доколку победите денеска, право на уште 2 учества во Листа за 300. Како е чувството трет пат веќе? Се одомакинивте ли веќе? Сега и трета среќа. Да. Надеваме, да. Нови противници, првиот пат не успеавме да земеме пари. Минатата недела ви земавте 100 евра, ако не се лажам, така, а можевте и повеќе за жал, но тоа е тоа. За денес имаме ли нека посебна стратегија, тактика или не? Не, продолжуваме исто. Само да ги поздравиме семејствата наши дома и да ги поздравам колегите од работа. Колегите од работа што ти викаат? Навиваат за тебе? Навиваат. Да, супер, и така треба. Пуштете му среќа сега. Сите чешмите да за да тече среќата. Да не сакаш да додадеш нешто или тоа е тоа? Имавме досега навистина доста или противници и очекуваме исто така и од денешните да го покажат својот максимум. Така е, јас верувам дека ќе имате добри противници, затоа да не ве држам повеќе, да ви оставам време да се сконцентрирате и фокусирате, повелете во домакинската кабина. Бутни. А секако, тука во нашето студио се и противниците на Слободан и Ѓорги. Верувам дека едве чекаат да пробаат да ги симнат од домакинскиот трон, ако може така да го наречам, па затоа да не должам повеќе да ги поздравиме Андон и Стефан. Повелете. Андон. Добра вечер, Марко. Добра вечер, Стефан. Добре, не ме промачив, се миѓава. Иако ми кажав ти 2 пати пред да почнеме. Кој добро. Знам и тоа, и тогаш за погрешам, и по 2-3 како дека посочување на нешто, пак знам да сгрешам. Тој сум што сум. Тие што ме сакаат, секаков ме сакаат. Така сакам да се тешам. Андон, Така. да ни се представиш на кратко, тебе кој те сака? Мене најмногу ме сакаат моите домашни секако. Инаку, од пред некој ден, во 6-та деценија од животот, Да, честито. Супер, нека се множат уште најмалце толку. благодарам, сопруг на една жена, родител, вработен во јавно предпријатие Водовод Охрид, по професија дипломиран градежен инженер и тоа се основни податоци за мене. Одлично, како е во 6-та деценија од животот, не ми. Најубавите години Да, се, Марко, најубави. да веруваш, најубавите Така години секој се. се- Најубавите години И јас сум сега во најубавите години. Така е. Така е. Супер, одлично. Да рече родител, колку дечиња? Еден син. Еден син. Супер, 18 години. Значи голем е веќе, ќе речем колку е синчето. Колку мене вака во големина. Поголемо да. Да. Тоа е тоа. Да. Супер, да е жив и здрав, како се вика? Александар. Александар, голем поздрав до тебе, Александар, да си жив и здрав и да те слуша Андон. Стефан, да ни се представиш така. Стефан, 24 години, компјутерски инженер. Втор пат сум тука во квизот. Одлично, ти од каде доаѓаш? Исто од Охрид. Исто од Охрид, 20, значи денеска од Охрид е Охриѓани против Прилепчани. Да. Живеат во Скопје, ама од Прилеп се. Ќе биде интересно. Подготвени ли сте за денеска? Секако да. Трема немаш, веќе знаеш што се случува, Андон, ти прво искуство вакво ти или си имал до сега? Сум имал искуство во учество на квизови. Значи немаш трема, немаш Нема што да трема. научен си пред камерите. Така е, да. Супер. Започнувате во улога на предизвикувачи. Дали ќе станете домаќини, ќе дознаеме по 2 лицитации. Како и да е, со среќа, победете во Благодарам. предизвикувачката кабина. Слободан и Ѓорги, односно Андон и Стефан се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, останува да провериме дали истите функционираат онака како што треба за да можеме да продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам да исклучиме прво кабината на денешните домаќини, а тоа се Слободан и Ѓорги. Андон и Стефан, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично, пречки немаме никакви. Нема. Така. Супер.
Една сугестија само за во продолжение, доколку не ме слушнете нешто, не ме разберете, има ли некаков технички проблем, веднаш да реагирате за да не ни направи проблеми залудно поен да изгубиме. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме кабината на Слободан и Ѓорги. Здраво. Дали се слушаме? Супер. Се слушаме, да. Доволно е гласно? Па може малку, ако... Малце погласно. Ќе ве замолам само малце погласно ако може во кабината на Слободан и Ѓорги. Сега е во ред. Сега е во ред. Супер. Да. Одлично. Може да продолжиме понатаму? Да. Супер. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи имаме зелено светло да продолжиме понатаму. А како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: зборови што почнуваат и завршуваат на буквата О. Извор: сајтот на Македонски дигитален речник. Бараме зборови од најмалку 3 букви кои почнуваат и завршуваат со буквата О. Во зборовите може да има и други самогласки. Ќе ви дадам пример со зборот огледало. Тоа би бил точен одговор, бидејќи и почнува и завршува со О, иако има и други самогласки во зборот. Ги прифаќаме сите видови зборови, но не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, кратенки и слично. Слободан и Ѓорги, дали ни е јасна темата? Јасно. Кратко и мислам нема што да комплицираме, бараме зборови кои почнуваат и завршуваат но. Да нема потреба од дополнителни објаснувања. Дали ни е јасно, Андон и Стефан? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Во моментов тоа се Андон и Стефан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Андон и Стефан, кога ќе имате понуда да чуеме? 9. Стартуваме со 9. 10, 10. 12. 12. 14, 14. 15. 15. 16, 16. 17. 17. 18, Едно повеќе 18. 19. 19. 20, 20. 21. 21. нека одговара. Те одговарат? Ајде да видиме. Зборови што почнуваат и завршуваат со буквата О. Андон и Стефан, ќе имате шанса да ми дадете 21 точен одговор доколку го сакате првиот поен од првата лицитација. Кога ќе бидете подготвени? Повелете. Може. Око. Око. Значи, добро, точен одговор? Окно. Окно. Така е. Облигаторно. Облигаторно. Така е. Овдешно, со значење тукашно, од овде. Овдешно. Само момент да проверам дали го има во речникот. Македонскиот дигитален речник. Така е. Еве го. Точен одговор. Одговорно. Одговорно. Тоа мене што ми требаше време да го научам во животот, одговорно да ги завршам работите. Одлично. Или одлично. Тоа уште не го научив. Така е точен одговор. Одмерено. Одмерено. Се си правам одмерено во животот. Се пројнедо во пола зборови. Точен одговор. Озрачено. Озрачено. Така е. Окуларно. Окуларно. Окуларно.
окуларно делчево елемент. Така. Окуларно. Така е, окуларно точен одговор. Опростено, Опростено. Ето еве што ме и... Добро. Работен, да не ве бунам. опростено реков. Опростено, така е, точен одговор. 10. Ајде. На пола сме, што се вика. Има доста зборчиња. Само сконцентрирајте се. Имате. Озлогласено, Озлогласено. Така е. оздравено, Оздравено. Така е. обележано, Обележано. Точно. оро, Оро. Така е. орканско, со значење орканско не време, Орканско. Сока, орканско. Како орканско не време, како... Не... Точен одговор, така е. сега органско, соединение, органско, Братучетот на орканско. да. Точен одговор. Органско. Уште 4. Браво, не верувам дека вака брзо ќе ги. Пет. Оросено, оросено, Оросено. Ја да ви скратам, Стефан сам. Видиш ли? Фала што ме поправи. Оросено. 70 точен одговор. остарено, Остарено. Мене викат Марче, ми делуваш остарено. Тоа е што е точен одговор. отпорно, Отпорно. Браво, така е, уште 2. Одело Одело. и опело. Така е. Опело. 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 Завршуваме со опело. Опело. Точен одговор. Сигурен беше Стефан, знаеше што одговара. 21 точен одговор за Андон и Стефан. Одлично одиграно, искрено на 10-тото кога бевте некаде заглавивте, Малку имаше додека, малку, да, така. ама после тргнавте и не застанавте од тогаш. Браво, секој чест, заслужен прв поен. Слободан и Ѓорги, можда требаше уште малце да надаваме. Чисто колку да ги збуниме, не знам. Сега вака кога ги видовме, да. Да, Зборчињата. да, знам. Мене ми беше од сам старт многу полесно ги видов. Тука има доста зборови во македонскиот јазик кои што започнуваат и завршуваат на буквата повеќе од 500 има. Ќе ви прочитам сега еден мал дел. Одлично одиграни за вас, ништо не е готово. Знаете, имам уште една лицитација, се може да се промени, тоа истото важи и за Андон и Стефан. Како што реков, во македонскиот јазик има повеќе од 500 зборови кои што започнуваат и завршуваат со буквата О, како што се да речеме обвинителство, обвиткано, обврзано, обдарено, обоено, обезвреднето, облеано, обележано, обемно, обесено, облачно, облечено, потоа обратно се извинувам, овално, овенато, огледало, огнено, оголено,
одбивно, одлично и така натаму. Ги има, како што реков, многу остро, основно, осмо, осамено и така натаму. Драги гледачи, како што напоменав неколку пати, ништо не е готово ниту за едните, ниту за другите, затоа што имаме уште едно надавање, односно уште една лицитација да одиграме. По оваа лицитација ќе знаеме како стојат работите. Затоа, да не должам повеќе. Темата за второто надавање гласи: најдобрите 200 фудбалски екипи во Европа. Извор, сајтот на УЕФА. Ги бараме фудбалските клубови кои играле во било кој од официјалните клубски надпреварувања во последните 5 години и кои имаат најдобар коефициент на успех, рангирани според број на остварени победи и нерешени резултати. Оваа тековна надпреварувачка сезона не се смета затоа што се уште е во тек. Но морам да ви кажам дека на листата има доста балкански екипи. Чисто да се знаете и да калкулирате со оваа информација. Слободан и Ѓорги, дали ни е јасна темата? Јасно? Да. Андон и Стефан, дали ни е јасна темата? Одлично. Драги гледачи, знаете дека за втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна лицитација тоа се Слободан и Ѓорги. Ке ве замолам да исклучиме кабината на Андон и Стефан. Слободан и Ѓорги, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 20. Почнуваме со 20. 23. 23. 30. 30. 33. 33. 40. 40. 41. 41. 45. 45. 46. 46. 50. 50. 51. 51. 52. 52. 55. 55. 56. 56. Има такива. Англија, 57. 57. 60. 60. 60. Нека одговараат 60. Да одговараат на 60. Ајде, до сега, ако не се лажам, една од најголемите бројки кои што сме имале во листа за 300, Слободан и Ѓорги, ќе рушиме рекорди. Имаме 60 празни полиња. Европски, така? Така е. 200 фудбалски екипи во Европа. Најдобрите ги бараме. Сакате уште еднаш да ви прочитам да ви што е Ајде, темата? да слушнеме. Ајде да слушнете за да не направиме грешка. Најдобрите 200 фудбалски екипи во Европа. Извор е сајтот на УЕФА. Ги бараме фудбалските клубови кои играле во било кој од официјалните клубски надпреварувања во последните 5 години и кои имаат најдобар коефициент на успех, рангирани според број на остварени победи и нерешени резултати. Оваа година Добро. ја тргаме затоа што се уште се игра, нели? Официјално клубско надпреварување се смета нели и домашните лиги, не европски надпреварувања. Тоа ми беше поентата Така. на прашањето. Добро. Да. Вак. Значи, тука влегуваат еве во листата и куп на УЕФА и Лига на шампиони. Добро, на тоа тие се смисли. подразбира и домашните надпреварувања. Не домашните, само овие, меѓународните, Само што се да, како куп на меѓународни. УЕФА, Лига на шампиони, според таа ранглиста, светските, да. Добро. Да. Тие се што се. Екипите. Може? Може. Реал Мадрид. Реал Мадрид. За жал не е се шта. Замисли така да беше. Точен одговор. Барселона. Барселона. Така е. Таа е на 6-то место иначе на оваа листа. Добро, одиме
Севиља. Севиља. А Реал Мадрид ти беше на четвртото, да заборив да ти кажам. Севиља. Така е, точен одговор. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Така е. На девето место иначе. Вилјареал. Вилјареал. Точно. Порто. Порто. Така е. Спортинг Лисабон. Спортинг Лисабон. Тоа е седми точен одговор. Бенфика. Бенфика. Така е. И Брага. Португалски да ги затворим. И Брага, да ги затвориме Португалска лига. Така е. 9 точни одговори. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Значи, Манчестер Сити се наоѓа на третото место на оваа листа. Манчестер Юнайтед. Кој би рекол дека Манчестер Юнайтед е на 10-тото? Манчестер Сити на трето место, Юнайтед на 10-то. Се менија времењето. Да, се сменија времењето, точно. Челси. Челси. Така е. Ливерпул. Ливерпул. Ливерпул е на второто место на оваа листа и точен одговор. Тотенхем. Тотенхем. Така е, 14 точен одговор. И нека биде... Кажем само последните 5 години? Да. Па така се вади листата на секои 5 години. Од прилика, јас колку што знам, само момент. Да. Добро. Арсенал. Арсенал. Така е. Добро. Ајакс. Ајакс. Точно. ПСВ. ПСВ. Така е. Феенорд. Феенорд. Точен одговор. Клуб Бриш. Клуб Бриш. Така е. Young Boys. Young Boys. Young Boys Берн. Така е, точен одговор. 20 до сега. 1/3 изгазивме. Салцбург. Салцбург. Така е. Байер Мюнхен. Байер Мюнхен. Иначе Байер Мюнхен е на првото место на оваа листа, така е. Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд. Точен, 23 точни одговори. Борусија Михенгладбах. Борусија Михенгладбах. Борусија точен одговор. Лајпциг. Лајпциг. Точен одговор. Айнтрахт Франкфурт. Айнтрахт Франкфурт. Точно. Пари Сен-Жермен. ПСЖ, Пари Сен-Жермен. Така е. Марсеј. Марсеј.
Така е, Марсеј 28 Олимпик точки. Марсеј или Марсеј? Монако? Монако. Така е, Лион. Лион. Така е. Триесет имаме на полас. Одлична видеа, ајде. Русија можеме да ја користиме. Не гледам зашто Да, не, ако... пошто само ова година е исклучена, мислам, тековна сезона прв пат. Па, се... Добро. Да. Зенит Сан Петерсбург. Само момент. Зенит Петерсбург. Така е. ЦСКА Москва. ЦСКА. Москва, така е. Краснодар. Како извини уште еднаш? Краснодар. Краснодар. Ова за мене да се слушам, зашто јас Да. сум... Така е, точен одговор. Спартак Москва. Спартак Москва. Така е. Динамо Киев. Динамо Киев. Така е. Шахтјор Донецк. Нема ни да пробам да го изговорам. Шахтјор, така беше? Шахтјор, да. Добре. Така е, 36 точен одговор. Бешикташ. Бешикташ. И Бешикташ е точен одговор. Галата Сарај. Галата Сарај. Точно. Олимпијакос. Олимпијакос. Точно. Фенербахче. Фенербахче. Така е. Паук. Солун. Паук. Така е. Динамо Загреб. Динамо Загреб. Точно. Црвена звезда. Црвена звезда. Точно. Лудогорец. Лудогорец, така ме речеш? Да, добро. Лудогорец. Разград. Слаб сум ја на оваа тема, бре, затоа си прашувам. Точен одговор. Уште 16 имам, ајде. Ај Весхем. Вестхем? Да. Ајде. Така е, точен одговор. Уште 15. Јувентус. Мислам дека Италија воопшто не ја спомнавме. Да, само момент. Така и Јувентус се наоѓа на 8-то место на оваа листа. Точен одговор. Интер. Интер. Така е. Наполи. Наполи. Точно. Аталанта. Аталанта. Скоро почна да учествува. Така е. Милан. Милан. Така е. Ајде уште 10. ФК Копенхаген. Копенхаген. Така е. Малме. Малме. Така е. Хелсинки. Хелсинки.
Цепар. Така е. Хелсинки, 53-ти точен одговор. Базел, го кажавме Базел? Само момент да проверам, морам дека кажавме 53 до сега. Да, види Базел. Само момент да провериме Базел, дали не. Ете го, точен одговор. Добро. Ница. Ница. Со Ница имаме 55 точни одговори. Уште 5. Партизан. Партизан. Белград. Партизан Белград, така е. Трабзонспорт. Како извини? Трабзонспорт. Трабзонспорт. Да. Актуелен правак на Турција. Може уште еднаш да ми го повториш името? Трабзонспорт. Трабзонспорт. Добро, ја пак ќе кажам, јас сум на оваа тема. Трабзонспорт. Ќе ми извините, помеѓу 200 имиња пробувам да најдам се. О, Слободан и Ѓорги. Трабзонспорт. За жал не е на оваа листа. Можда моментално гази низ Турција, но на меѓународните надпреварувања очигледно треба се уште да се докаже. Не можам да ви објаснам со зборови колку ми е криво и жал. Ја верам дека дури на вашите противници ме малце незгодно дека на 56 точни одговори уште 3-4 ни остана и се лизнаме попушти концентрацијата на самиот крај. Знам дека е напорно. Тактички ве фати овој пат знаењето, воопшто не треба да се сомневате во вашето знаење. Растуривте или улично кажано искинавте овие неколку емисии. За жал, паричната награда освоена во листа за 300 не го доловува вашето вистинско знаење и вашиот вистински успех во нашиот квиз. Слободан и Ѓорги, со здравје да се ги трошите до сега освоените пари во листа за 300 и ве очекувам повторно во блиски дни да ми се пријавите, затоа што ни требаат надпреварувачи како вас. Со среќа во продолжение во животот и со здравје да се ги трошите парите. Се гледаме повторно во листа за 300. Андони Стефан, паметно, тактички одиграно, имаше доста за одговарање. Верувам дека и Слободан и Ѓорги може да ми набројат уште 50 сега или 100 имиња на фудбалски клубови, но за жалите тој едниот им направи проблем и им го одзеде поенот. Одлична игра и од едните и од другите, кој да застанеше тука заслужено ќе беше. Но денеска тоа сте вие двајцата. Честитки. Благодариме. А јас да прочитам, драги гледачи, да пробам да одвојам сега еден дел од најдобрите 200 фудбалски екипи, затоа што Слободан и Ѓорги искрено доста одговорија, доста кажа. Јас да издвојам некои тука, гледам еве Австрија, Виена,
Ајакс, Ајнтрахт, Франкфурт, потоа Андерлехт, Апоел, Бате Борисов, Бенфика, потоа Бодо Глимт, Брага кажавме, мислам Будучност, Викторија Плзен, Волфсбург, Австрија и така натаму. Искрено имам проблем да ги издвојам оние кои што не ги кажа како Марибор, Маритмо и така натаму. Драги гледачи, сега е време да ги сочиме Андон и Стефан со темата од нашата листа. Дали ќе освојат парична награда, ќе дознаеме во продолжение. Затоа останете со нас, продолжуваме веднаш по рекламите. Андон и Стефан ми се придружија тука на главната сцена и за некоја минутка ќе ги сочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме во продолжение. Добре ми дојдовте. Добре. Како е чувството да сте тука? Одлично. До сега сте биле во оваа ситуација? Не. Не? Минатиот пат кога беше тоа не те прашав што направи? Изгубив. Изгубивме? Убедлив. Штета. Пораз. Добро. Тогаш штета е денеска па се насмеа и среќата и темите изнењето. Тоа е тоа. Ке имате шанса да си освоите убава парична награда. Затоа да не ве држам повеќе, да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, да ви ја кажам темата и да ми ги земете парите. Како што можете да видите, имаме 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку ја сакаме максималната сума. Во меѓувреме, ако ми дадете 3 точни одговори, ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе се заминете од нашето студио со 300 евра. Тоа е сумата на која што атакуваме и на која што се надеваме, така? Да се исплати патот од Охрид. Демек. Се исплати веќе што. Вака. Андон и Стефан, темата која што денеска може да ви донесе пари, а воедно и да го тестира вашето знаење, драги гледачи, гласи: италијански пеачи или актери. Бараме имиња на познати италијански пеачи или актери од 20 или 21 век, без обзир дали се уште активни или не. Исто така, не е важно какви пеачи биле, дали на сериозна или пак на забавна музика. Не се признаваат актери кои не се родени во Италија, а имаат такво потекло според родителите, како на пример Ал Пачино, Роберт Де Ниро или Силвестер Сталоне. Нагласувам, мора да се родени во Италија. Кога ќе бидете подготвени или ако имате некое прашање, прашајте ме, не знам само како би помогнал во оваа ситуација. Слабо пеам. Како стоиме со оваа тема? Италија и пеачи и актери. Релативно. Релативно. Или да не ме глуми сега? Не. Да не ме глумиш. Италијански да не ме глумиш. Не. Кога ќе бидете подготвени, Андон и Стефан, повелете. Ја што викам на почетокот, барем немаме што да изгубиме, нели? Или актер или пеач, не мора да. Или актер или пеач, што сака? Да почнеме со Ерос Рамацоти. Ерос Рамацоти. Не знам кој е тој. Се шалам. Се шегувам. Се шегувам, ме поправија неколку пати тетка гордат дека шалам, свикам, шала било србизам. Се шегувам. Ке научам еден точен одговор. Ерос Рамацоти. Адриано Челентано, од постарата генерација. Адриано Челентано. Молим те кој ќе ми ги кажеш имињата вака. Адриано Челентано. Точен одговор, втор. И да завршиме со артист Марчело Мастројани. Марчело Мастројани, така ме вика моите по дома како мал. Сака да ми излаже дека ќе имам успех во животот. Се шала на страна. Марчело Мастројани. Трет точен одговор за 50 евра. Честитки за првите 50 евра или првите пари освоени во листа за 300. Сега размислете дали одиме понатаму или ќе си ги земеме овие пари и си одиме дома. Марија Ланца, Тито Гоби. Одиме понатаму. Одиме? Одлично. Ајде, кој? Андреа Бочели. Андреа Бочели. Андреа Бочели. Четврти точен одговор. Марио Ланца. Марио Ланца. Така и Марио Ланца е точен одговор. И
да одиме со Тито Гоби. Тој од Тито. Постара Гоби. Од Постара. Тито Гоби. Тито Гоби, доколку е точно, 100 евра се вашијат, одговорот е точен. Честитки. Јас големуваме сте повеќе сумата, договарете се да не ви одзимам внимание. Павароти. Одиме и во третиот круг. Одиме, супер. Одлично, само внимателно, ајде да не направиме некоја грешка во меѓувреме. Повеќе. Со Бат Спенсер. Малку артистите да ги промешам. Бат Спенсер. Ти маваше туп по глава и со Тој. заушки. Пуф, така беше. Бат Спенсер. Да, тој е италијанец. Теренски, италијанец. Да. Бат Спенсер, точен одговор. Дали знаете како му е правото име и презиме? Вилијам Бат Монтгомери? Не. Ја не знам како му беше, заборев ми. Карло Педерсоли. А, така. Да, Карло Педерсоли му е правото име на Бат Спенсер. Него ми на фактот дека е точен одговорот, честито. Неговиот партнер Теренс Хил. Теренс Хил. Да, не може да без друг. Секаде заедно беа и точен одговор кој ќе биде за 150 евра. Лучијано Павароти. Лучијано Павароти. Не, па со среќа. Со среќа 150 евра. Сакам да запеам, а не ми иде пењето. Честито, вака ќе ви честитам. Ти благодарам. Да ми идеше пењето, пејачке бев. Што правиме сега понатаму? Само момент. Да, слободно договорите се, не ви се. Ти теку не Не би ти до моментот блокирано се. Марко, ние сме задоволни од првиот настап и сосема е доволно 150 евра за почеток. И јас сум задоволен од вашиот прв настап. Одлична сума на пари, нема да ви сугерирам, нели не скам да бидам јас крив доколку промашиме во иднина, но во продолжение, ајде да видиме со кои други би играле. Ти текнува некој друго име да чисто да тестираме. Гото, 150 евра се ваши. Се блокиравме. Честито, се блокиравме. Инаку сигурно знаеме и артисти и Верувам. музичари, меѓутоа, ето тоа е тоа. Еве, ја ќе прочитам некои за вас, што не ги кажа. Иако кажавте доста, тука ги имаме и Роко Граната. Роко Граната, потоа Тото Котуњо, Така. Умберто Тоци, Цукеро, го знае, Цукеро, да. како не. И Джованоти, потоа од актериве, еве ги имаме Виторио Гасман, потоа Марчел Мастрајни, го кажавме, Раф Валоне, Роберто Бенини, Роберто Роселини, Рудолф Валентино, Тото, Фабио Тести, Джанкарло Джанини, Джулијано Джема и така Сосема задоволно. Сосема задоволно. Ја ги прочитав, како да ги знам сите од овие, нема везе, 3 миња знаев од тие во продолжение што ги прочитав. Така да, секоја чест Антони Стефан, што е уште поважно. Освоите си обезбедив учество и во следното издание на нашиот квиз, што значи ке се видиме повторно. Во наредната емисија се гледаме. Во наредната емисија секако. Драги гледачи, затоа и вие останете со убавата програма на телевизија Сител и очекувајте го следното издание на нашиот квиз. Листа за 300 за да видите што ќе направи тогаш Антони Стефан. А до тогаш, останете ми во добро здравје и не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.